Ако сте во потрага по автентични кинески вкусови, не мора патувате далеко. Доволно е да прошетате до центарот на градот. Токму овде во срцето на Скопје се наоѓа ресторанот Star Ocean кој ве носи во Кина. Тимот на Backstage неколку пати веќе го посети ресторанот и уживаше во нивните традиционални јадења како и вие. Исто така, вечерва ви подготвивме нешто поразлично. Со нас денес е сопственикот на ресторанот Star Ocean, Шин Хај Лио. Како сте вечерва, кажете ни? Добро, вие како си? Одлично, благодарам на прашање. Вие сте прв пат овде со нас. Еве ќе започнеме со едно интересно прашање што мислам дека сите ги интересира. Од каде идејата за името на ресторанот? Тоа е мојата име, Шин Хај, се на кинески, на македонски се Star Ocean. Вие од 14 години посетувате школа за готвење, на 19 години дојдовте во Скопје. И овде ја запознавте вашата сопруга, љубовта на вашиот живот, Силвија, и останавте овде. Да. Еве, доколку не се случаше се тоа, каде мислите дека би ве однел патот во животот? Мислам ќе останам во Кина, ќе отворам ресторан, кинески ресторан. Моја џерба, многу голема џерба се готвење. И многу сака готвење. Мислам пак е исто да работа ќе го работам. Значи тоа ви е во срцето готвењето, нема тука. Да, готвење. Еве, овде пред нас и нашите гледачи да видат, имаме прекрасни автентични кинески јадења, подоцна ќе зборувам и за нив. Сега прво кажете ни дали целото мени е ваша идеја? Да, ова е мени, север кинески јадење, многу слично како македонски многу слично како македонски јадење. Кен пример ке нас има север Кина, има како туритава слично, киселзо, многу слично како македонски јадење во север Кина. Бидејќи често се менуваат вкусовите и доаѓаат нели нови сосови, нови работи во Кина, колку често вие одите таму за да ни донесете и нас нешто ново? Обично секој година по 2 пати одиме во Кина. По цачиње сосо и Кина се менува време, има нова работа, нова цачиње и нова јадење. Секогаш има ништо ново и мора секој 6 месеци да одиме. Да, значи мора секој 6 месеци ја посетите да видите што се случува, да го донесете и на вашите драги гости да го вкусат исто тоа прекрасни кинески нови сосови, вкусови и така натаму. И сега нешто ми спомнавте дека планирате да се реновира ресторанот. Кажете ми како е планот на тоа поле? Да, во Кина сега бевме видов многу убаво кинески светло, столица кинески со кинески него посебно дрво и кинески маса повеќето сме засвртина со кинески никој знака со цвеки и така нешто. Значи, гостите ќе се чувствуваат буквално како да дошле во Кина. Да, има многу работи сега да сме ништо ново во Кина. Браво, стварно браво за вас. Во сите ваши ресторани имате готвачи од Кина. Сите тие готвачи поминуваат кај вас прво на курс. Кажете ни колку е тешко во денешно време да се најдат квалитетни работници? Сега е малку потешко во Кина, затоа сум ментално во Кина исто како Македонија исто случај нема млад луѓе да повеќе сака да работи повеќе примерно над 30 над 50 години со повеќе искуство. И Кина сега стандард многу растене. Не е многу сака сега во странство. Не е како многу полесно да едам готвач, сега малку потешко. Да, значи тие што се постарите, поискусните готвачи би сакале да останат во Кина, така? Да, повеќето има фамилија, има жена, има деца. Тешко сега најде. Ете да видиме кога сме веќе кај готвачите, да видиме што ни припремиле вечерва. Ако може, еве кратко нашите гледачи да знаат што е ова прекрасно јадење пред нас. Прво, ова е тесто, една видова кинески јадење, полза се века. Онатре со мелена јунишко, со коломит. Тоа обично торчека јадеме кај нас. Торчека јаде со ова со ориз со суп. Изгледа вкусно, многу задоволително. Ова е свинско кале, тоа север Кина јадење, о кисо сладко сос. Ова е чипс од лактинја, ова е некој мајстор направил со спагети. Добро. Јанг меј се вика, тоа исто везуваме во Кина. Тоа е една видова ориз со Кина, со зеленчко и со месо и јајца. Вака обично во Кина вака ориз јаде со повеќе почива јајца, како меден со ориз и со месо за една мешанка јаде.
Ви благодариме многу за презентацијата. Сега ќе ги поканиме сигурно секој што не гледа вечера би сакала да проби дел од овие специјалитети, би ги поканиле сите, еве доколку се љубители на кинеската храна, да дојдат и да го посетат ресторанот Star Ocean, дали во центар, дали во некој од моловите, ваш избор. Јас ви благодарам многу што вечерва ете ни ја пренесовте традиционалната кина овде на бекстејдж. Ви благодариме многу и се надеваме ете за скоро ќе се видиме повторно да разговараме за нешто ново. Хвала, ќе се видиме. Да го пробаме првиот специјалитет. Мене вака ми изгледа на око многу вкусно. Од мене чиста 10.